Почитуван подпредседателе, почитуван заменик министар, почитувани пратеници, пред нас е предлог закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските средства по скратена постапка. Овој предлог на закон е усогласување со новиот закон за прекршоци. Со предложениот закон се вршат измени и во делот на одредбите кои се однесуваат на инспекцијскиот надзор и Комисијата за зголемување на цените на лековите. Висината на надоместот за членовите на Комисијата и административно-техничките работи е определен соодветно на одговорноста и задачите на Комисијата за зголемување на цените на лековите. Денес, ова е најважно, наместо да ги слушаме пресметките на епидемиолозите и статистичарите дека се наоѓаме на средината на третиот бран, дека пикот ќе биде кон 15 или 20 април, ние носиме предлог на закон и со членот 1 се врши усогласување со законот за инспекцијски надзор. Цела една добра работа што се случи во изминатите години е тоа што власта попушти на притисокот на јавноста и на опозицијата и конечно да свати дека здравјето на граѓаните е на прво место и дека треба да се одложи пописот. Требаше да преземите мерки за пресекување на заразата, исто онака како што презедоа сите земји во светот. Наместо тоа, 60.000 граѓани вршеа партиски избори со зголемување на ширењето на заразата од пренесување на вирусот. Бројот на хоспитализирани, бројот на починати представуваат индикатор за разумните одлуки, но и разумните мерки кои што ги презеде власта. Ние подолго време сугериравме дека Комисијата за заразни болести носи политички одлуки наместо професионални. Тоа се покажа и во првиот пик, и во вториот пик, кога чекавте да терате избори во Штип, а и во третиот пик. Последните 2 недели не се презедоа никакви мерки, се до моментот кога беше одложен пописот. Кај нас професионалната мисла нема слободен говор. Потребно е да се вклучат сите експерти во Република Македонија и сите заедно да одговорат на предизвикот кој што и понатаму ни престои. Имавте 3 месеци од вториот бран. Замислете, ништо не направивте. Се кажуваше дека ќе се појави британски сој, дека тој е многу по-контагиозен. Дали ги затворивте краниците? Не. Знаете дека цела Европа е во карантин веќе подолго време. Во Република Грција не можат од еден град во друг да одат, од едно село во друго. Наша сограѓанка отиде во Австралија 2 недели е во карантин, во изолација, а таму има само 30 нови случаеви, 30 починати на милион жители има Австралија. Кај нас границите отворени. Каде е онај индиректниот морталитет кој што го имаме заради одложување на сите медицински интервенции? Според Соединетите Американски држави, на Република Македонија иследува црно сценарио. Ни се случи фијаско со вакцините, освен гостињата што ги добивме од соседните држави. Недостаток имаше на респиратори, на ПСР тестови, на лекови, а владата не покажа никаква проактивност, ниту во набавка на респиратори, ниту во набавка на вакцини. Наместо да се вакцинираат, да се имунизираат здравствените работници, ние тоа тек сега го правиме. Замислете, доктори пензионери да заминат во Република Србија за имунизација, доктори на приватна специализација да нема вакцина за нив и да одат во соседната држава да се имунизираат. Па не ли е тоа срамота?
Затоа им се заблагодарувам на министерот за здравство и на председателот на Република Србија за тоа што покажа несебичност и грижа за нашето здравје. Комисијата за заразни болести кај нас чекаше одобрение од премиерот, а потоа да се состанат и да донесат мерки. Само пред една недела не убедуваа дека мерките се доволни, дека вирусот е многу раширен, дека не треба никакви мерки понатаму, а зошто дозволивте толку да се рашири, зошто не го прековте тоа ширење и зошто денес да имаме 4100 починати. Знаете дека во Република Израел нема трет бран. Знаете дека во Велика Британија нема трет бран. Замислете, ние кај нас имаме масовна вакцинација со 20.000 дози вакцина. Срамота е. Сите мерки ви се ретроактивни, болниците требаше да ви бидат готови уште во летото, а не болните да чекаат кревети, да се ослободат, а потоа да одат во приватните ако не кревет. И она што е најлошо, додека граѓаните на Република Македонија се борат за гол живот, за опстанок, премиерот и министерот за здравство се возат со мотори низ Малешевијата, за по неколку денови да се возат со хеликоптер. Затоа што тоа било поевтино, замислете. Па зошто тогаш хеликоптерите не ги користиме за превоз на болните пациенти, за транспорт во Скопје на клиники за потешки, ем поевтино, ем побрзо, ем ке немаме толку жртви. Светот работи професионално, преземаат едни мерки, кажуваат зошто ги преземаат тие мерки и што очекуваат од тие мерки. А потоа, ако не видат резултат, преземаат други мерки. Кај нас немаме ни ковид амбуланти. Во една иста лабораторија земаат и ковид позитивни и здрави граѓани. Се зема крв. Ете, тоа е грижата. Матичните лекари, здравствените работници се преоптеретени, се преуморени со последните сили работат, соочени со сите недостатоци на здравствениот систем. 7 милиони евра сте потрошиле за здравието на здравствениот народ. Не ги искористивте фондовите од Европска Унија, но затоа заболените потрошија огромни пари за тоа што немавте набавено тестови, антикоагулантна терапија, ја плаќа приватно, витамини, минерали. Државата е воведена кризна состојба и наместо државното приватното да се имплементира во државното, од тоа ништо немаме, ама затоа граѓаните плаќаат дебели пари по државните болници. Ама затоа вие потрошите 1 милиарда евра за подкуп. И во исто време Рашковски и Николовски си се шетаат во Мексико, во Дубај, а здравствените работници еден ден одмор не можат да земат. Каде се тука останатиот медицински персонал кои што работат во другите оделенија, кои што работат со суспектни ковид пациенти, болничарите, медицинските сестри, техничкиот персонал, докаде сте со исплатата на парите кои што им ги ветивте за тоа што работеа во ковид центрите. Граѓаните ја изгубија довербата. Знаете, според Блумберг, според досегашното темпо на имунизација, Република Македонија пандемија ќе ја порази за 10 години. Србија за 5 месеци, Словенија за 10, Грција за 13, Романија и Црнагора за 15, ама Република Македонија за 10 години. 7 недели имаме зголемување на бројот на заразени, во црните листи во Европа и во светот се наоѓаме 50 жртви во еден ден, 31 починат за 2 недели само во Битола, 3439 заразени здравствени работници, 27 починати и ниедна набавена вакцина, освен милостињата од соседните држави. Ке понесе ли конечно некој одговорност за изнудените и касно преземени мерки и за сите овие жртви? Ке ви прочитам Бернард Шо рекол:
Човекот се смета за умен не по своите присеќавања на своето минато, туку според одговорноста за својата иднина. Која иднина? Пустош направивте во државата. Ви благодарам, бидејќи црпена ли